Младите, пак да се навратиме на нив, многу се повеќе екосвесни на социјалните мрежи отколку во вистинскиот живот, во реалноста. Како мислите дека можеме да ги мотивираме повеќе да рециклираат, да селектираат, да разбудиме свест? Ние се обидуваме во изминати 15 години да допреме до сите категории на наши млади сограѓани. Значи, од најмалата возраст, предшколска возраст, па се и до средношколците и студентите, да покренеме кај нив некоја навика и некое чувство на одговорност кон селекцијата на отпадот, да го сведеме на ниво на, дури ако е потребно, ако сака да ние милуваме, така кажеме, пак на ниво на лична хигиена. Мислам дека до негде успеавме. Можеби не сме во целост успеани, но до негде успеавме. Како што спомнав, значи, пак од самите своји почетоци се обидува да ги вклучи некако сите категории на наши млади сограѓани, од буквално од градинките, од предшколска возраст па до средношколците и студентите. Имавме најразлични наградни игри, организиравме еднаш годишно Trash for Art, каде што идејата беше да им кажеме на најмладите дека отпадот не е само некој ресурс од кој што може би за нив на таа возраст е и малце премногу имагинарно што би се случувало со тој отпад, но например ќе допрете до нив кога ќе ги убедите дека од отпадот може да се направат убави уметнички дела, кои што ние ги наредувавме. Редовно правевме така наречен летен еко-концерт Sound of Green, најразлични акции за стимулирање на најмладите граѓани да почнат да сваќаат што значи придобивката од примарна селекција на отпад од пакување, и мислам дека сме на добар пат. Полека се чувствува тој фидбек, позитивна реакција од младите како реагираат на прашањата на екологијата.